Жителите од каменичкото село Моштица, поточно Малото Павлишдол, по своја иницијатива и инвестиција, бидејќи нема доволна количина на вода во своите домови и задоволување на потребите за наводнување на градините кои што ги имаат поради недоволниот притисок и дотрееноста на досегашниот водоводен систем со кој располагаат, неопходно било да се пронајде начин како да се снабдат со основната течност која е основа за живеење во доволни количини. Тука живееме во оваа куќа е моја собственост и тука со комшијата помагаме му да направиме водовод за по стина, тука машини по изведување на патови, еве така да си помогнеме комшиски да проведеме водата. Моментално имаме стар водовод, сега треба да направат нова реконструкција на водоводот и така по таа инфраструктура сме малку бевме у дефицитарни. Признато вика не сме многу, ама баш кога ни најтребеше летниот период го немаме водата. Собственост, во тие треба оваа собственост, нема иначе тука некојаш планираа да ни донесат вода, фактички водовод, тука преко патот, не знаеме од дека ти помина дали е згоре или золе, па ставивме сева сите собствено за да може да се приклучиме на водот, на водоводот. Бар најавува дека ќе го направат во наредните 3-4 месеца. Па оваа должината е некаде од тука на километар надоле, за тоа населба тука што е преко патот и тука од Моштичка река до тука, сад не знам колку 3 километра може. Па нема глеса, може има и не мога точно број да ти кажам на жители, не мога. Ти глеса, јас сум тука, ја на комшијата, ќерка му е во Америка. Син му е во Италија со внуците. Јас, мојот син и внуците се у Швајцарија моментално беа во Италија, преселија се у Швајцарија. Ама летниот период си доаѓа тука станариме така што. Потребно е вода да се. Потребно еве јас базен сум направил тука ради внуците тоа летно време, со оваа година не можеме да ја бев моментално во Италија, фанаме короната, не можеме да дојдеме тука. Многу и сакаат тука, кај нас тука е многу послободен, удобен живот, природа, се живо. Како што кажа еден од нашите соговорници, му биле потребни негде околу 1000 евра да потроши за да може водата да ја донесе до семејниот дом. За тоа што треба да купат стрелото, 650 метра, по 350 денара и плюс работна рака и све тоа да им обезбеда јадење и тие работи се. Па туа имаме една бавча горе, доле и таму од таа вода што е тука, ја вода немам над патот сам. Нема притисак. Летно време туа надолу тие водата не е регулирана. Никој нема саати. Таа е кој што сака со неја работи. Кога има вода, они си вадат бавчите надолу. А јас сам над патот, немам доволно вода, притисак немам. И затоа во таа линија си ја пуштих собствена да имам летно време вода и зимно време за пиење. Од извор. Да се задоволя со вода. Иначе сега моментално водовода преки нагоре беше запишено тоа што беше за сите, колку 2 недели сите немаа вода. Па туа собираа пари од секој по 500 динара да може водата да се пушти и да реновираме. Ама обеќаа дека са ново ќе не пуштат, ама пуштаа го 20 години. Понапред беше еден градоначалник 12 години, после другиот 8 години, сад таа градоначалникот е 4 години и още вода немаме за пиење. И што сега? Јас секој пат се жалам дека вода немам за пиење, често се прави и никош не е оправено. И затоа ја морам да искупам туа собствени средства да дам и да инвестирам. Ќерка ми во Америка, сино и децата се во Италија, затоа што нема туа излиценција, нема што да живеат, работа нема. Мора таму. Они не сакале туа да живеат. Сака у родно место. Кој не сака да живее? Кога живееме во 21 век, како може ова моштичко мало, кој има околу 85 куќи со нешто повеќе од 140 жители, а точната бројка со сигурност не може да се каже поради младите кои што се наоѓаат во странство и доаѓаат на неколку дена, кога имаат слободни денови од работа, тоа не значи дека не треба да се посвети внимание на оние кои што останале овде и го живеат својот живот.